Денеска го формиравме локалниот совет за превенција на општина Карпош. Покрај локалната самоуправа, директорите на основните училишта, директорите на градинките, имавме задоволство да имаме представници од Центарот за социјални работи, Министерство за образование, Министерство за здравство, Полициската станица Карпош, исто така од СВР Скопје представници, како и од Основното јавно обвинителство Скопје. Интересно е што најголемиот дел од присутните се и жители на општина Карпош. Заеднички констатиравме дека многу малку му треба на Карпош за да граѓаните навистина мирно живеат. Се договоривме во наредниот временски период да делуваме во неколку правци. Прво е во сузбивање, односно превенција за реметење на јавниот ред и мир, поготово во летниот период и раните утренски часови или доцните вечерни часови, уништување на општинскиот инвентар, односно урбаната опрема, општинска и државна собственост, натаму дивењето во сообраќајот, трките што се прават преку ноќе, особено на оние со моторите, како и превенција за возилата кои се движат во близина на училишта и на пешачки патеки. Следната работа е да се делува превентивно на намалување на кражбите, имајќи му предвид дека во летните периоди многу граѓани користат одмори надвор од државата и тогаш нивните стамбени објекти се на удар на крадците како од општината, така и надвор од незе. И посебно се осврнавме на злокуќени и на одреден број на граѓани кои што буквално дивеат не само во злокуќени, туку во останатите делови на Карпош, со тоа што вршат кражби, разбојништва, агресивно се однесуваат кон своите соседи во злокуќени и надвор од злокуќени, го попречуваат движењето на велосипедисти и пешаци во тој дел, чуваат домашни животни, коњи кои што ја уништуваат летнината на граѓаните од злокуќени и бардовци, и сето тоа сметаме дека мора да се санкционира и овие луѓе кои што се најголем дел доселеници во изминативе 20 години од Косово, очигледно дека не ги почитуваат добрите практики на добрососедство и мирно живење на граѓаните од злокуќени, бардовци, делови на Влае и Карпош 4. Како резултат на тоа и на нивниот однос се договоривме за порестриктивни и порепресивни мерки токму кон сторителите на вакви кривични и прекршачни дела.